Врнежливото време од почетокот на годинава не предизвика посериозни проблеми во артењето и квалитетот и квантитетот на житните култури. Проблеми се појавуваа при сеидбите поради големото количество на наврнат дожд. Тоа придонесе пристапноста до почвите да биде намалена, но како што велат од Агенцијата за земјоделие, тоа нема да влијае на приносите. Се очекува да бидат значително поголеми од минатата година. Оваа година бевме сведоци на една продолжена пролет која беше проследена со дождовни денови или вкупно регистрирани околу 52 дождовни денови со паднато дожд околу 280 литри на метар квадратен. Тоа значеше дека житните култури ќе го пројдат периодот добро, со добар процент на влажност на почвата, како што и гледавме и бевме сведоци на жетвените активности кај пшеницата, кои што покажа добри резултати оваа година, односно приносот се движеше од 400 до 500 килограми по декар или 4 тона по хектар по единица површина. Тоа значи дека и оваа година земјоделците се задоволни од вегетациониот период на пченката, што во догледно време се очекуваат приносите, односно бербата на пченката и на гравот во здружен посев. Кај пченката, каде што е само како монокултура, веќе покажуваат како овој случај што го гледаме дека е во добра вегетациона кондиција, така да приносите се очекуваат да бидат значително поголеми во однос на минатата година или околу 1000 килограми просечна вредност по декар на пченка, а за пченка, односно граф во здружен посев со пченка ќе се движи од 150 до 200 килограми по декар. На некои места кај што имаат комплетно агротехнички мерки извршени благовремено, може приносите на гравот да бидат и поголеми од 200 до 250 килограми по декар. Гледаме дека комплетно вегетацијата е во добра состојба, нема никакви оштетувања или паднати посеви од поројните дождови, што делумно беа зафатени еден дел од Полошкиот регион. Досегашните прегледи на терен наместо еден покажуваат и по 2 нараснати клипа на едно стебло пченка. Тоа е дополнителен показател дека приносите оваа година ќе бидат зголемени. Бербата на гравот се очекува да започне кон средината на следниот месец, а пченката ќе почне да се бере од 10 до 15 октомври.